Моментално ние не сме обесхрабрени од такво сценарио, иако можеби јас најдобро знам за такво сценарио, бидејќи сум присуствувал на многу седници каде што тоа се случувало во град Скопје, каде што имало дисконтинуитет помеѓу градоначалникот и советот, ама тоа нас не обесхрабрува, затоа што не може ние да дозволиме како општествени чинители да не стави ВМРО до зид и да не обесхрабри воопшто да настапуваме на избори и да пробаме нешто да смениме за нашите граѓани. Моментално ВМРО не има ставено во позиција да цела јавност очекува и да биде уценета, да победи нивниот кандидат за да нема обструкции во Советот. Тоа треба на нас да ни биде едноставно аларм дека оваа партија е штетна по интересите на градот и во највулгарна форма ние моментално зборуваме што ако ВМРО полуди. Не интересира. Тоа треба да биде државна политика, координирана, затоа јас како градоначалник, уште од сега велам, јас ќе соработувам со владата за доброто на граѓаните. Мене не ми е пресудно дали ќе се исполнат интересите на ВМРО или на левица, но мене ми е пресудно град Скопје повторно едноставно да биде функционален град.